Домаќине, домјанине, ако спиеш, разбуди се, ако седиш, стани простом и пречекај си добри моми водичарки. Женската обредна поворка водичарки е обичај кој се практикувал на вториот ден од Водици, односно на Свети Јован. Група на девојки одејќи од куќа в куќа, некогаш ги посетувале семејствата и пееле наменски песни за членовите од семејството со цел да донесат благослов и плодна година. За нема жените пееле за да се омажат, за невестите рожби, за ергените девојки, а за домаќинот честна снаа. Овој обичај некогаш бил ритуал секоја година, денес не. Но повозрастните се уште го пометат. Водичарки, да. Имаше. Сега. Тоа многу давно. Пред 50 години не. Дотерат се, одат, водици, пеат. Од куќа на куќа. Да, за членовето. За домаќин. За домаќин, за деца, за женени, девојки, за се. Такви песни пее. Имаше, како немаше. Убаво ли беше? Парно беше. Колку група треба да се девојките што одеа на Водици? Па 15-20. Одеа? Пеја песнички некои за Водица што се. Па храна нешто такова. Месо. Брашно за баница псука. Одат тој на куќа и таму готве се и јадат после и што му изедат и пијат до дома, ода се. Сега има ли негде водичарки, што мислите, или... Слабо, тоа гине нешто. За Водици имат одено. Имат. Знам, памтам, јас сум 76 години свој живот и знам дека одеа. Колку група на девојки? Па одеа, попиче се соберат се деца од малото таму, претежно по малата. Ја не можам сега да се сетам за песни, затоа што тие песни ќе ги пее за Сурова или Василица, претежно тие ги пеат. Дарува ги. Луѓето кај што одеа, некои дават, ако има месо, како е глас свиња, некој брашненце, некој прашче, некој во тоа, дарува. На прашањето зошто денес традицијата е речиси изгасната, граѓаните велат дека младите не прифаќаат, но децидни се тие дека кога исчезнува традицијата, исчезнува и идентитетот. На Свети Јован. Шо знае со кој си имаш работа, вие младите сега не се командат. И традицијата изгубиваме се. Исто кога да не постои, или традицијата ојде све. Исчезнатиот штип. Западно Македонија го практикува. Тука многу слабо. Тука знаете само што се прави сега. У недела ќе се оде на каде ќе се фрла крст. Инако водичарките биле група на девојки од 10 до 18 годишна возраст, немажени кои облечени во народни носи имале основна цел и верување, дека од кога ќе го направат овој ритуал, семејствата ќе бидат берикетни низ предстојната година. Тие секогаш оделе на вториот ден, односно на Свети Јован, бидејќи тој ден се сметал за женски, а првиот машки. На првиот ден се собирале мажите и пееле Свети Јовански песни и кумови песни. Песните се поврзани со Свети Јован, бидејќи тој го крштева Христа во реката Јордан.